Првата работа што сакам да ја споменам е да прашам дали знаете зошто сме сите заедно овде на ова ладно време. Затоа што кога им понудивме избори што ги бараа на 24 април, Заев и Шеќеринска избегаа, не сакаа да се појават на избори. Кога им го понудивме 5 јуни како изборен датум, затоа што тие бараа предвремени избори, избегаа, најавија дека ќе бойкотираат, затоа што се плашеа од избори. Мислеа дека ќе не уморат, дека ќе не изморат од чекање, дека ќе изгубиме сила, трпение и решителност. И затоа имаме избори во овој зимски 11 декември. Нема веќе каде да бегаат. Уште 9 дена нека зборат, нека тормозат, нека навредуваат и нека клеветат. На 11 декември ќе си ја добијат заслужената порака од народот што го малтретира 2 години. 2 години ја држеа државата во политичка криза. Одвратија и неколку инвестиции. Направија проблеми по институции. Ги закрвија луѓето и внесоа кавга и раздор. Се обидоа да шуруваат и со некои групи што правеа некои кризи во Куманово. И замислете, тој што се кандидира за премиер на оваа држава и таа што сака да биде негов вице-премиер, Шеќеринска, тие двајца фрлаа со боја на државни институции на Министерството за правда. Со фрлање на боја, почитувани демирхисарци, може да се стане молер, а не може да се стане премиер. Таквите луѓе не заслужуваат почит, повеќе од почита што ја покажале косомствениот народ и сопствената држава. Почита кон граѓаните на Демирхисар од политичките партии се покажува и со тоа кој на кое место овозможува еден човек, еден град, една партија, една општина да има пратеник. И ние како ВМРО ДПМН со голема почит кон Демирхисар и кон сите населени места и села во Демирхисарско, со голема почит кон влогот што е направен за Македонија и за Демирхисар и во минатото и денес. Имаме добитно место за мојата колешка Сонја Талевска, која што ќе биде ваш пратеник во Македонското собрание. Ќе биде човекот кој што вашите потреби и желби и проблеми и ургенции ќе може да ги пренесе на највисоко ниво. А која е почита на СДСМ косомцените членови во Демирхисар? Ставија кандидат на далечно, недобитно 14-то место. Значи, Социјалдемократскиот сојуз уште не почнати изборите, се откаже од Демирхисар и нема да имаат ниту опозиционен пратеник во Македонското собрание. Ете, толку СДС ги почитува своите членови во Демирхисар и толку има внимание за оваа општина. Тоа што сакам да го кажам вечерва. Повеќе проекти спомна веќе колешката Сонја Талевска. Ќе спомнам уште неколку. Имаме ветено и запишано во програмата да направиме една пречистителна станица во Демирхисар и што е уште поважно, да и помогнеме на општината која што нема преголеми ресурси од државниот буџет да обнови и да реконструира уште многу патишта кон селата во Демирхисар и да го обновиме и реконструираме патот од Демирхисар кон Битола, што го користат многу наши луѓе. Со такви проекти и со инфраструктура, мислам дека ќе успееме да им помагаме на граѓаните и да ги задоволиме нивните реални потреби. Ние не ветуваме нереални работи и не ветуваме проекти завиткани во целофан, како што тоа го прави СДСМ. И ќе зборнам само за 2 проекти кои што тие сега ги промовираат во изборната кампања. За 2 лажни, сладки ветувања кои што ги нуди Социјалдемократскиот сојуз. Одат низ цела Македонија и викаат на цел глас
дека СДСМ, ако дојде на власт, просечната плата ќе била 30.000 денари. Тоа во Демир Хисар се вика "Не умри магаре до зелена трева". Тие, кога беа на власт, 2003 година, Шеќеринска беше вице-премиер на владата на Република Македонија, една од најмоćните политички позиции. Просечната плата беше 11.800 денари. Да ги прашаме зошто, кога СДС беше на власт, не направија плата од 30.000 денари месечно. Кога се на власт, не прават ништо, а кога се во опозиција, нудат се. Тоа е начинот на работа на СДС. За разлика од ВМРО ДПМН, и кога сме на власт, и кога сме во опозиција, нудиме реални проекти и гледаме на реален начин да го помогнеме животот на граѓаните. И другата работа, што ја зборуваат насекаде, дека ако СДС дојде на власт, минималната плата ќе изнесувала 16.000 денари. Да ве подсетам, почитувани граѓани, кога Шеќеринска беше вице-премиер, минималната плата во Република Македонија во 2005 година беше 6.000 денари. 6.000 денари СДС им нудеше минимална плата на работниците, а сега кога се во опозиција ветуваат 16.000 денари. И да ги прашаме одовде отворено, ако тие ветуваат просечна плата од 30.000 денари, зошто господинот Заев, неговиот брат и неговиот стрико во тие 7 фирми што ги имаат во Струмица не им даваат плата од 30.000 денари на нивните вработени? Лесно е да се лаже, тешко е нешто да се оствари. И она што е многу важно, да го знаете за работодавците, тие кои што нудат работа и отвараат работни места. Ако просечната плата е 30.000 денари и ако на неа се додадат уште давачки и придонеси, и бруто плата треба да изнесува 47.000 денари, еден вработен, еден работодавец кој што има 50 вработени, ќе треба да размисли дали ќе работи со загуба или од тие 50 вработени 30 да ги отпушти на улица. Тоа е начинот на кој што размислува СДСМ. И затоа ќе кажам, ова лага завиткана во целофанот на СДСМ, наречена просечна плата од 30.000 денари, е многу опасна игра, многу ризична и многу неостварлива. Ќе оди на штета и на работодавците и на вработените. Ќе треба да се работи со загуба и таа загуба да произведе голем број на невработени во Република Македонија. Ние знаеме и го памтиме, времето не беше така одамна. 2006 година, кога СДСМ беше на власт, бројот на невработени во Република Македонија беше 38% невработено население. Откако ВМРО ДПМН дојде на власт, со тешки напори, со работа, со труд, со странски инвестиции, со добра економска програма, денеска успеавме бројот на невработени да го спуштиме на 24%. И нашата најголема цел, нашата желба е во следниот период да донесеме уште инвестиции и во 4 години да отвориме дополнителни 70.000 работни места. Тоа им треба на македонците и на албанците и на турците и на власите и на сите. Нас не ни требаат нови поделби, нови устави, нови амандмани и нови службени јазици. Нас ни требаат нови фабрики и нови работни места. А тимот на досегашниот премиер Груевски и идниот премиер е способен да го направи тоа. И СДСМ ќе почне да игра и на картата на создавање на некакви тензии. Пред неколку дена луѓе подплатени од опозицијата скршија 3-4 прозори во домот на музејот на албанската азбука во Битола и залепиле таму некакви плакати од ВМРО, за да испадне дека ние сме скршиле нешто, сме направиле пакост, за потоа утре некој да реагира и да се создадат некакви меѓуетнички тензии во Битола или пошироко во регионот.
Ќе им порачаме одовде. Ние живееме заедно и во Обедник, и во Суводол, и во Битола, и во Кичево, и на други места. Нас не тишти проблемот на економијата, нас не ни е проблем Заев и Шеќеринска и нивната желба за власт. Господинот Заев има еден личен голем проблем и ние го разбираме. Тој е проблем со судскиот процес наречен подкуп, заедно со неговиот брат. Но ако Заев има проблем со судот, тоа не значи дека цела Република Македонија треба да има проблем со неговото политичко однесување. И затоа ќе кажам дека тој, како понов во политиката, треба да му биде јасно дека Радмила Шеќеринска успеа да лизне еден председател од СДСМ, да му направи сопка на Бранко Црвенковски. Радмила Шеќеринска е таа што ќе му направи сопка и на Зоран Заев. Тој ќе биде председател на СДСМ до 11 декември, а од 12 декември натаму СДС ќе бира нов председател, а ВМРО ДПМН ќе го бира премиерот на Република Македонија. Затоа, почитувани пријатели, да издржиме уште неколку дена, да бидеме сплотени, да бидеме храбри, да бидеме смели. Народот е мудар и знае да процени кој ветува реални работи, а кој ветува лажни проекти. Затоа на 11 декември сите заедно со пенкало во рака, нашето најсилно оружје е нашиот глас. Да гласаме за една, единствена, суверена, независна и економски напредна Република Македонија. Тоа ни треба, тоа го сакаме, тоа можеме да го направиме за Демирхисар и за цела Македонија. Да живее општина Демирхисар, да живее ВМРО ДПМН, да живее коалицијата за подобра Македонија, да сте здрави и живи. Благодарам.